Ова урбанистичка документација го врши анализа всушност на целиот атар на катастарската општина, која што изнесува некаде околу 857 хектари површина, од кои што околу 320 хектари се исклучува плодно земјиште, тоа не е од висока категорија, некаде над трета класа, меѓутоа многу погодно за лозови насади. Името на селото го добило од старословенскиот збор да, со доселувањето на македонските словени на Балканскиот полуостров, словените кои го населиле овај крај. Еден од значајните споменици на културата кои што се ставени под заштита на државата со решение од 2.10.58 година е црквата Света Богородица во село Давниште. На 10 километри од Кавадарци се наоѓа селото Дабниште, до кое се доаѓа по прилично убав асфалтен пат. Факт е дека досегашниот развој на селата беше во сенка. Меѓутоа, локалната самоуправа во нашата општина прави посебни напори за повторно заживување и враќање на некогашниот сјај на селата. За ова ни зборува градскиот архитект Перо Бојков. Владата, угледувајќи ги сите овие недостатоци на претходна стратегија кога селото мораше комплетно да биде напуштено и да биде иселено, со тоа нешто настапија процесите на дерурализација, напуштање на селото и деаграризација, намалување на населените кои што се занимаваше со земјоделско земјиште, ги увиде сите тие грешки и повторно покрена една иницијатива и изгради една стратегија за повторен развој на сите овие населени места. Во тој контекст, за да може да се повторно тоа село поврати, да може повторно економски да се развие, да почне животот повторно во тие села, мора да се почне прво од планирањето. Па затоа, како за сите други населени места, така и за Дабниште, покрај другите населени места во општина што ги имаме, е покрената иницијатива од страна на локалната самоуправа и веќе е изготвена урбанистичка документација за населено место. Ова урбанистичка документација го врши анализа всушност на целиот атар на катастарската општина, која што изнесува некаде околу 857 хектари површина, од кои што околу 320 хектари се исклучува плодно земјиште, тоа не е од висока категорија, некаде над трета класа, меѓутоа многу погодно за лозови насади и други некои култури, а имаме некаде околу 350 хектара површина под пасишта и 120 се од прилика со шума, а околу 55-6 хектари имаме неплодно земјиште. Сега со ова урбанистичка документација се врши всушност анализа на целиот тој простор на катастарската општина, а покрај на самата општина вршиме и анализа на опфатот на населеното место. Поранешните граници на селото Дабниште изнесува некаде околу 13 хектари, сега со новата урбанизација се околу 14,8, скоро 15 хектари. Има проширување заради проширување на стопанските активности што треба да се презимат во селото. И во таа анализа сега на опфатот натре е извршена прво дефинирани се зоните за домување каде што треба да видат, поставени се зоните во стопанските активности, потоа имаме гробиштата на едниот крај од селото се поставени, меѓутоа битно е тоа што со урбанизацијата се прво дефинирани се сообраќајниците во самото село и мислам врската со Кавадарци, останатите и Ресава и Бегништин или во таа непосредна околина, а исто така изработени се посебни подлоги за водоводот, за канализацијата и да не речеме електрификацијата и телефонијата. Со сите овие подлоги се ствараат можности да може, кога однапред планирано, да се створат услови со кои што жителите на овие населени места би нашле, да наречеме, еден траен интерес за да може да останат таму, а за тоа нешто повторно би се активирало животот во тоа село, и може да се постигне еден многу пријатен живот, да се растрети и градот, а и самото село повторно да се повреди во него живот.
Токму поради сето ова и податоците за селото Дабниште што ги доздавме од Света Темова Трифунова, учителка во пензија која потекнува од Дабниште и која подготвува монографија за своето родно село, искажувајќи ја на тој начин сета своја љубов кон родното огниште, беше и водечкиот мотив еден пријатен летен ден да го посетиме селото Дабниште. Таму на југ, ко грудче топло бело, скриено стоиш ти мое мило село. Дабниште е едно од најмалите села во општина Кавадарци. Се наоѓа на југозапад од градот, на 9 километри. Ако се тргне по патот од Кавадарци кон Баташа, треба да се мине една голема височина и кога ќе се накачат портите, како се вика местото, од каде што се гледа убаво панорамата на Кавадарци, зафлеваше ќе во Дабнишко поле. Името на селото го добило од старословенскиот збор «да», со доселувањето на македонските словени на Балканскиот полуостров, словените кои го населиле овај крај, се нашле по течението и долината на реката Црна, а тука и на реката Тиквешица. Градот Тиквеш, кој се наоѓа на устието на реката Тиквешица, што се влива во Црна река, добил име Тиквеш, а можда и реката Тиквешица, дали е првен градот или првен реката со своето име, тоа само историјата ќе го докаже. По течението на оваа река го минува селото Ресево и во горниот тек на реката Тиквешица, а денеска и Дабнишка река, која го добила името пак по селото Дабниште и ова што го спомнав напред. Заради тоа што целата околина била пошумена со дабова шума, постои една легенда стара можда од тоа време, која гласи дека тука, во тоа пошумено место со многу дабова шума, патувале некој пат ловеле ловци, риболовци и одејќи по течението нагоре по реката, стасале до едно убава полјанка, под чии даб сенката негова, со убави крошни раширени, се одмарале и се договарале. Кога се договарале да се сретнат на ловиштето, тие си закажувале место под овај даб. Секој во своите прошетки низ полето и селото се воодушуваат на неговата и природна убавина, го назначуваат како најидилично место. А ако се задлабочат повеќе во зеленилото и во боите, ќе кажат дека тоа е смарагна долина, што и мене на некој начин многу ми одговара по зеленилото, а и пријатно споредено со еден веценет камен за кој многу е значаен како богатство, за кое сметам дека и селото одговара. Токму таков беше и нашиот прв печаток кога пристигнавме во селото. Село кое уште на прв поглед пленува со изобилство зеленило, богат шумски фонд и вода. Попат сретнавме само деца и старци, кои очигледно беа останати сами, затоа што средната и способна генерација за работа веќе беа упатени на своите обработливи површини, независно дали прска, ора или ги копа земјоделските култури што ги одгледуваат. Од стопанскиот живот во селото, да напоменеме тоа дека нашето село е поднебје во кое се исклучиво занимават луѓето со земјоделие и сточарство. Од сточарството одгледуваат крупен и ситен добиток, најмногу стада овци, кои во минатото имало многу,
достигнал бројот до 1600, подоцна тој број се намалува, до на крајот денеска веќе по вашето снимање да имате само едно стадо овци од 150 овци стадо. Од другата стока може да се сретне уште по некој конј, говеда веќе само една фарма со крави. И тоа допринело самиот живот со индустриализацијата. Луѓето веќе од 54 година наваму почнаа да се селат во градот, барајќи места работни што ги имаше во тоа време. Денеска, што е за жал многу мала слика, би ги спомнала само дека постојат многу малку семејства, а тоа се вкупно број на семејства има 11, од по кои само по еден или по двајца членови во семејството и вкупно со 26 жители. Во оваа година во Дабниште живеат толку. За една среќа и радост во 2000 година, токму на 2 август, се породи машко дете на Илинден, што беше посебна радост во селото. Таа е новата рожба која може по иднина и да речеме за целиот милениум ќе придонесе можда да се зголеми бројот на жителите за Дабниште. Со помош на Снежана се упатуваме кон центарот на селото, каде ги сретнавме трите комшивки, кои, иако дојдени од разни места, целиот живот го поминале заедно и денеска ги затекнавме со своите спомени. Панова Најдена. Колку години си во селото, бабо Најдена? 60 кога сум тука. 60 години. Од каде си доселена? Од каде? Од Раѓна, партизанско село што е. Од таму се од Раѓна ми умреа и мајка и татко и браќа, сестри, ништо не мало. И вујко ме зео Кавадарци, па ме продадоа тука за пари. Од Дабниште. На 15 години ме продадоа вујна други стан. И Дали беа тоа многу пари? Многу, 200.000 дадоа. Некако си била убава девојка? Ами, многу големен Бог беше. Така. И за овие 60 години како си задоволна од животот? Како си го поменуваше животот? Убаво си живеаме. Леп, облекло, се снабдиме со се. Сирак беше и он по смрт се роден, 6 деца и гледан, 3 девојчиња и 3 машки. Да видиме како другата комшивка и да ни се представите. Мара Темкова. Убаво се живее. Само од несреќа Господ да го чува. А иначе арно. Внучиња идат, синови идат. Да разговараме тука. Селото е пусто, нема со кого да се друсвиме. Мораме така да живееме. Иначе нема ништо да се караме, нешто, немаме такви програми во селото. Значи нема што да делите, си живеете убаво? Ништо ќе делиме. Само тешко лесно ќе си кажеме со комшите. Од што живеете? Дали вашите деца се овде во селото или се наоѓаат во градот? У градот се сине, таму имаме куќа купено и таму си и сега на државна работа. Иванова Велика. Вие колку години живеете во ова село? Колку? Ние преку летото сме тука, зимото сме долу. Кавадарци. Инако од каде потекнувате? Од Олнедисан. Со родена и тука сум. Овде се омаживте. Значи овде ја најдовте среќата Тука и... најдовме среќата и тука си живееме. Децата ми до. Живеете во слога со семејството, имате семејство? Имам 3 девојчиња се, има жени се, мажени сите се. Тоа. Така, на сите ви посакувам се најубаво и да се доживеете длабока старост во селото. Ви живи и здрави да ми бити. По пат ја сретнавме и баба Мара, најстариот жител во селото, која беше тргнала да полни вода од една од повеќето чешми што ги има во селото. Со помош на Снежана се враќаме назад и го започнуваме кругот со цел да го обиколиме целото село. Упатувајќи се кон викендичката на доктор Миле Петров, лекар во пензија од нашиот град, чии родители потекнуваат од Дабниште и кој е наш домакин, сретнуваме двајца мештани кои беше тргнале на работа. Во ова убаво село, во овој прекрасен летен ден се сретнавме и со Тони Кузманов, инаку жител од Кавадарци. А Тони, што сега работиш овде во селото?
Па моментално овде работиме, носиме вода за да се припремаме за прскање на лозјата и така. Тоа значи дека вие кои живеете во градот, вашите родители потекнуваат од ова село и имате тука лозје и деновиве сте тука да ги извршите овие земјоделски работи. Па да, точно така како што кажавте, ние сме од градот Кавадарци, но ододе потекнува мојот татко, имаме лозје, работиме и така. Јас сум Темо Ване. Моментално живеам у Скопје, а иначе сум роден тука, во ова село. Работам као машиновоđа у железници македонски. Моментално сега работам на лозјата и сеш друго што има овде по полето работа. Попат го сретнавме и вредниот дедо Јошко, кој гореше своето лозје. Патот во обиколката на селото го продолжуваме заедно со нашиот домакин, поминувајќи низ живописни предели, од кој ни застануваше здивот. Посебно не импресионира повеќегодишното реово дрво, под кое седеле многу генерации од селото во деновите на својата младост. Попат доаѓаме до трилото на единствениот овчар во селото, Чичко Најдо, и тоа токму во моментот кога овците се враќаа од паша. Во разговорот Чичко Најдо ни рече дека иако има само 100 овци, сепак успева да го прехрани своето семејство. Бруцелозата во село Дабниште датира од 94 година, кога стадото Дабнишко е зафатено со бруцелоза од бруцелозата што се наоѓаше во нашата општина уште од 80-та година. Селото за релативно кратко време ги загуби скоро сите овци, бидејќи од околу 1500 грла денес нема повеќе од 100. Во секој случај, денес ситуацијата е таква да селото објективно веќе не е сточарски крај, туку е повеќе лозарски. Како што може и да се види, овде кога доаѓаат кавадарчани претежно во викендите, тоа се бивши жители на селото, понекои носталгичари и така натаму. Уште еднаш ја поминуваме водата од двете реки и се упатуваме кон рибникот. Токму овие води се искористуваат за рибникот со кој веќе 10 години стопанисува Димитар Крстев. Видни се неговите напори за развој на туризмот во ова село, што ги прави и со изградбата на хотелски комплекс, во кој гостите ќе бидат служени со разни специјалитети од риба, сопствено производство. Потврда за ова се интересната релјефна структура, ненадминатите пејсажи и мотиви од околината, поволните климатски услови, добрата местоположба, разновидната растителност, пред се изобилството на вода, како и оплеменувањето и култивирањето на околината на Светото Каче од страна на човечкиот фактор. Амбиенталното обликување на просторот околу манастирот Света Петка ќе придонесе ова светилиште, чија вода, ако се верува, е лековита, да се користи и за зекнување на здравјето на човекот. Од прекрасниот предел на манастирот Света Петка, веќе заморени од летните сончеви зраци, кои раскошно паѓаат врз нашите тела и пријатно не печат, се упатуваме кон селската црква Пресвета Богородица. За карактеристиките на црквата ни зборува Весна Ѓорѓиева, кустос историчар на уметноста со археологија. Еден од значајните споменици на културата кои што се ставени под заштита на државата со решение од 2.10.58 година е црквата Света Богородица во село Давниште. Станува збор за значаен споменик на културата кој што представува една корабна градба со тристрана апсида на источната страна и галерија на кат од западната страна. Самата црква изградена е од масивни ѕидови, од делкан камен и варов малтер. Остатоците кои што се наоѓаат на апсидата и на северниот зид на самата црква датираат од 13-тиот век, градени се од тула и од варов малтер. Сето она што и дава посебен белек и значење на оваа црква е всушност токму ова, тоест остатоците на апсидалниот простор
и на северниот зид на црквата, тоест во делот на архитектурата, градењето од Тула и од Бегор, и остатоците од фреско живописот кои што се наоѓаат само во олтарната апсида на црквата, а секако и од досегашните проучувања ја датираат токму ова црква во 13 век. Имаме интервенции и од 19 век и тоа исто во олтарната апсида на фреско живописот, а секако и на одделни партии од кровната конструкција на самата црква, која што самиот плафон дашчесто е архитравно изведен со висинско издигнување на централниот дел на самата црква. Имаме подигнато исто тремови од западната и од јужната страна, кои што датираат од многу поново време. Од сето ова можеме да констатираме дека за жал покрај остатоците од фреско живописот, како што спомнав, кои се наоѓаат само во олтарниот простор на црквата, се во релативно добра состојба, додека останатите партии на кои што е неопходен конзерваторски третман и тоа во делот на архитектурата, пред се вертикалните покнатини на апсидата и на западната фасада од самата црква, неопходна е итен конзерваторски третман. За останатите делови кои што датираат од 19 век е за одбележување секако иконостасот во самата црква и 27-те икони кои што досега се регистрирани во евиденцијата на Републичкиот завод за заштита на споменици на култура. Веднаш до црквата на сред село, осамена и без живот, стои училишната зграда. Училиштето денеска стои како споменик, што ми е многу жал. Меѓутоа, образованието во Дабниште почнува од онај момент кога луѓето веќе почнале и да живеат. Првен имало тоа црквинско училиште, подоцна со забраната на тие училишта, една учениците оделе во Бегниште, во составот на Бегнишките училишта, и таму учеле. Меѓутоа, со доваѓањето на првиот учител во Дабниште, тоа е учителот Стефан Панов, кој е назначен за прв учител во Дабниште 1929 година и престојува во селото 7 години. Многу придонел и за образованието, и за самите селани. Се зближил толку многу со нив, бил многу близок. Тоа е првиот учител, Стефан Панов. Од 37 година, кога го полекуваат Стефан Панов во Скопје, доаѓа Димката Ангело Габерот. Димката Ангело Габерот е синоним не само на учител, него на човек за кој дабнивци зборуваат како за најсвета личност. Вториот учител кој доаѓа после него, тоа е Евтеј Кочовски, од Струшкото село Јабланица, и во неговиот престој од 3 години, првата година одма се зафана со задачата што ја оставил Габерот, почнале да го градат училиштето, го изградиле и денеска зградата што стои е дело на учителот Евтан Кочовски, кој и денеска е жив и раскажуваше. Не ја покажав сликата на најсаканиот учител. Учителот кој за цело време остана во Дабниште со своите спомени. Тоа е Димката Ангело Габерот. За неговата смрт не можеле да ја пребродат никој пат, кога разбрале, сите селани станале онемени пред црквинската порта каде се собирале. За смртта им потврдил само Блажо Темков, се вратил од Бегниште и кажал дека Габерот загина. Жалале сите селани, и деца, и ученици, и родители. Се изменила многу за време на НОП и после ослободувањето, многу учители, млади одеа на дошколување, така помина пред училиштето многу, али прва учителка која беше во 1944 година во ослободеното Дабниште беше Роска Камчева. Тоа е ќерка на Петре, американецот, како го познаваат во Кавадар. После неа доаѓа Ленча Аџиманова, па Стојан Стојанов од Куманово дојден и други многу наставни учители. Сите престојуваат по известно време,
Во училиштето веќе заедно со луѓето намалува и бројот на учениците, кога се сосема намалени, тие се префрлени да се дошколуваат во Бегниште, на крај завршена 69-79 година, сосема се затвара училиштето и децата што преостанале завршуваат во Бегниште. Селото има и богато револуционерно минато. За ова од Петре Камчевски, виш кустос историчар. Селото Дабниште представува значајно историско и револуционерно село во Тиквешијата, уште од времето на Илинденскиот период меѓу двете светски војни, а и во период на нов револуција 41-45 година. Единствена жртва на фашизмот од ова село, кој што загина во борбите за ослободување на нашата земја, е борецот Трајче Мишев Темков. Тој е роден 1914 година, потекнува од сиромашно земјоделско семејство. Во редовите на партизанските одреди, односно во редовите на разособлителната војска на Македонија се вклучува рано во пролето 1944 година во редовите на Втора македонска ударна бригада. Учествува во голем број борби, јас би спомнал само неколку: борбата кај село Конопиште, понатаму борбата кај Конче, кај Конско, борбите кај Витолиште, борбите кај селото Барово и така натаму. Меѓутоа, сепак би ја спомнал борбата, најзначајната борба во која што тој зеде активно учество, тоа е борбата кај селото Страмашево против бугарскиот полицајски одред Бенковски на 12 јуни 1944 година, во која што еден од баталјоните на Втора македонска бригада, во која што учествуваше и Трајче Темков, на целосно го уништи ова злогласна бугарски полицијски баталјон. Инаку Трајче Темков загина во борбите за ослободување на Прилеп на 29 септември 1944 година. За некогашниот живот во селото, своји сеќавања евоцираат и семејството Панови. Дознаваме дека вие сте овде само за време на летниот период. Да, само во летниот период тука идиме си седиме, си работиме земјоделие, онака бахчичка на лозјето и тоа. Друго не се занимаваме со други работи, само со лозјето и со бахчасти садиме кукузанас. Овде се и вашите внучиња? Нашите внучиња Даниелка, Чире, Андријанчето, Александар, идат и они на другиот син и на черка ми идат, децата двете Блаже, Владчето идат да не посетат дедо и баба, нели, де бабо се радуваат тука, да видиме како е вашата куќа, вашето село. Тоа е моја многу радосно, децата сака да идат до бахчата, па до лозито да ги прошетам. Дали можете да направите една споредба како тогаш се живееше во селото, како сега? Тогаш се живееше на друг начин, можам да кажам. Сега е многу подруго, тогаш беше подруго. Тогаш имаше, можам да речам, сточарство, земјоделие повеќе тера. Со сточарството се занимава мажјата ни жените, па ќе одиме, ќе жниме, ќе копаме мороски, по бавчи, ќе трчиме децата, ќе ги носиш на нива. А сега малце е многу подруго изгледа и многу е поубаво од тоги. Така вие како девојка поминавте овде вашата младост. Како беше тогаш? Како се забавувавте како млади? Дали некаде одевте? Одевме у селото, наки не одевме, ни имаме игранка на сред село. Ќе испаднеме секоја недела свиреа, ќе одиме на сред село, ќе играеме со младина, имаш околу 25 души. Играеме, смеи, шали, па се шетаме долу до реката, ќе си идиме, па ќе се вратиме од таден, па муабе ќе си застанеме на чешмата или на сред село, ќе засвира, пак ќе играме. И имаше многу разонода, убава, народ, 52 куќи беше селото големо, народ имаше доста. Секој од Дабниште кога ќе го прашаш и ќе ти каже многу ни беше убаво. Во на време селото стварно живееше во една идилична атмосфера. Младите имаше една таква слога од милина да гледаш, али и селото беше многу чисто. Пред недела, например кога е празник, сабота, недела, селото имаше 2-3 чешми, секој мало своја чешма, низ селото минат потоци. Околу потоците се беше попрскано со вода и изметено.
И секој што ќе сакаш да го прашаш, Дабниш ќе ти во прво ќе ти каже тоа да ми беше многу убаво кога игравме по селските гумниња, али беа многу чисти. Денеска тоа не е случај што не може ни да биде. Таму нема младост, старите може само да си одржат во своите куќички кај што престојуваат, а тогаш имаше и многу стока, и одржувањето на хигиената беше на висина. Ѓуброто се фрлаше подалеку на буњиштата, секој на своето, оттаму се носеше за ѓубрење на нивите и така беше целото во една многу убава положба. Посебно со неговото зеленило и цвеќиња и води и така. Младинците живеа многу убав живот, имаа своји свирачи, ги повикува во неделите, се собираа на игранки, се веселеа, поготово на празници, кога се овие православни значајни празници во селото. Подосото целото со миграцијата намале и денеска веќе сосема можда за жалење, можда некој пат ќе се поврти таа атмосфера. По неколку часовни од престој во селото, кога веќе и вредните мештани се враќаат дома по напорната работа по полето, задоволни од она што го видовме, а видовме многу убавини собрани на едно место, свативме дека доволно е еднаш да дојдете и секогаш да ви остане во сеќавање и во срцето селото Дабниште, или како што ја насловивме емисијата, Смарагната долина на Тиквешијата.